Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Предлог за ребаланс за буџетот за оваа година е доставен до Советот на општина Кочани. Потребата за тоа произлегува од пренамената на средствата за кофинансирање за изградба на објектите за лицата од старата касарна. Општина Кочани привремено ќе ги повлече средствата што ги планираше за кофинансирање за изградбата на објекти за домување на лицата во социјален ризик. Се работи за сума од околу 7 милиони денари, што претходно беа наменети како сопствено учество за проектот за градење на куќички во кои треба да бидат сместени лицата од старата касарна. Сепак, парите ќе се искористат за друга намена, зашто веќе е изработен и проект за пренамена, односно за ребаланс на буџетот за оваа година. Причина за повлекување на средствата е што реализацијата на проектот не оди според предвидениот рок, односно истиот нема да заврши до крајот на тековната година. Според предлогот за ребаланс, предвидено е истата сума со истата намена да се планира за буџетот за 2022 година. Во меѓувреме се планира за спроведување на проектот да се користат добиените 16 милиони денари од владата. Иако веќе е избран изведувач и е потпишан договор за изградба на објектите, реализацијата на терен не е почната. Без разлика што постапката трае неколку години и јавноста е запозната со неа, сепак имаше протест на жителите кои живеат во близина на локацијата каде е предвидено да се градат објектите. Тогаш тие искажаа противење што во нивна близина ќе бидат преселени семејствата од старата касарна. Поради тоа дојде и до одложување на постапката, а парите што општина Кочани ги предвиде како свое кофинансирање ќе бидат искористени во втората фаза што треба да се спроведе наредната година. Согласност за предлог одлуката за пренамена на средствата за кофинансирање треба да даде и Советот на општина Кочани на седницата што ќе се одржи в петок. Втор протест во Кочани на родителите и граѓани, членови на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, кои се против дигитализација во образованието. Се бара референдум за најавените образовни реформи на кои родителите ќе може да се изјаснат за најавените образовни реформи. Иницијативата за референдум од административни причини беше отфрлена од страна на собранието, па граѓани, од кои претежно родители и просветни работници, членови на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, повторно излегоа на мирен протест пред зградата на локалната самоуправа на Кочани, поради најавената дигитализација во образованието и укинување на печатените учебници. Стоп за дигитализацијата, учебници и настава мора да има. Законот не е во интерес на иднината на нашите деца и нашата држава. Се дел од пораките кои родителите и учениците ги испратија на организираниот протест во Кочани. Бараат надлежните да го прифатат барањето за референдум преку кој родителите ќе може да се изјаснат за најавените образовни реформи. Како што знаете, ова е втор пат како се собираме и јас за жал верувам дека нема да е последен. Велам за жал затоа што очигледно дека Министерството за образование нема слух за барањата на граѓаните, на родителите. Инаку во меѓувреме првично беше намерата беше да се покрени една иницијатива. И таа иницијатива беше отфрлена од страна на собранието како од административни причини, така што сега во моментот течи во поголемите градови собирање на потписи, а ние како помали места, да кажам каде што канцелариите на Државната изборна комисија не собираат потписи, даваме поддршка, значи логистичка, морална, секаква едноставно за да покажеме дека стоиме за тие потписи кои што ќе се соберат во поголемите градови. Присутните на протестот велат дека се против дигитализација на начин каков што најавуваат од ресорното министерство, бидејќи таквиот начин, сметаат тие, е на штета на нивните деца. Излегов денеска да поддржам оваа иницијатива, видов на Facebook како родител на ученик. Јас сум против дигитализацијата, значи сакам децата да одат напред, значи да користат и интернет и така натаму, но вчера ги учевме децата дека треба да се отргнат од екраните, од телевизорите, од телефоните и сега еден пресврат што едноставно спрема мене нема логика. Од друга страна, некои истражувања покажуваат дека во Америка имаме држави кои веќе имат 82% дигитализација,
Према тие истражувачки институции покажуваат дека на предметите на природна наука и по математика немат никакви подобрувања. Така што нема што ние да тражиме да се дигитализира кога немаме напредок во сето тоа. А и плюс тоа да, мислам сите го знаеме дека зрачењето од телефоните, од таблетите и така натаму е штетно по здравјето, доведе до импотенција и така натаму. Сега има стручни луѓе што може да го објаснат. И затоа дојдов да поддржам иницијативата на родителите за против дигитализацијата. Меѓу другото, родителската група бара класичните книги да останат во употреба за сите оделенија од основното и средното образование, да не се комбинираат два или повеќе предмети во еден, да се аргументира намалувањето на бројот на часови кај одредени предмети, да се создадат соодветни услови за деца со попреченост, да се воспостават протоколи за спроведување настава со физичко присуство, како и да се вклучат представници на групата и граѓанскиот сектор во работната група за измени во законот. Документарниот филм Кралот, посветен на светски познатиот трубач Наат Велиов, прикажан и пред публиката во Кочани. Во филмот е прикажан животот и делото на Велиов, настапите на светски познати настани и градот Кочани. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри беше прикажан документарниот филм посветен на светски познатиот трубач од Кочани Наат Велиов. Филмот е дело на француската продуцентска куќа Лумина, работен по сценариото на Мишел Гуриери и Марина Поли. Во филмот е прикажан животот и делото на Велиов, настапите на светски познати настани и градот Кочани. Авторите го представуваат Велиов како композитор и крал на ромската труба, која наследил својата круна од долгата низа ромски музичари од Балканот, како и неговиот оригинал Кочански оркестар, кој важи за најголемиот дувачки оркестар на Балканот. За неговата виртуозност напишале: со вравовите на прстите и со клиповите на неговата труба, тој меше култури, репертоари и музички стилови, како никој пред него. Затоа светот му ги расшири рацете. Филмот го прикажува Велиов како импресивен музичар кој обединува неколку јазици и култури. Покрај за неговата кариера вклучува моменти и од приватниот живот и ромската традиција. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев истакна дека е чест и задоволство светот да твори за наш сограѓанин и дека Кочани се гордее што има жива легенда, светско име и музички бренд, еден од најголемите репрезенти на традиционалната ромска и македонска музика во Европа и во светот, музичар со над 2000 концерти сите во живо. Сакаше јас ово да го презентирам оддавна. Пред 25 години, 30 години доваја још Кочани телевизија кога беше тука, швајцарски телевизија паркирани горе у Асному, телевизија, комбинија, автобуси паркирани, довајат филм, документарен филм прават. Нашите кочанчани не знаат дека филм прават швајцарци со мене. Прво тоа, настап на светско првенство 98 година свиреше на светското првенство на отварање во Париз. На отварањето свиреше, што значи денеска Кочани да свире на отварањето во Париз на светско првенство. Второ, 99 година на Fashion канал свиреше на главен моден креатор Јомомото. На дефилето, негов дефиле и ние со неговија лична дефиле, разбираш ли, облачени и дефиле. Мислам шпанска музика, романска музика, маđarска музика и ние од Македонија. Тоа. 2000 година со Виничо Капосела свирахме пред папата за новата година. 95-96 година со на Чарлин Чаплин Керкеј, најглавната, мислам Чарлин Чаплин, најголем креатор, театарски актер, глумац, најголем светски првак, со неговата керки Викторија Чаплин, заедно настапуваме на театри. Заедно, јас со мојата музика, она со Мажо и со неговиот син исто заедно на спектакл со Антигона од Италија, со глумци и на театри и на драми сум свирал, нема дека не сум свирал. На 130.000 гледачи сум свирал во Данска, Роскилда се вика фестивал Роскилда. Со Ролинг Стоун, со Боб Дилан имам две композиции на Боб Дилан свирена јас со мојата труба на Шекалет, пејача што пее Ајша е коте моја Диди, со него имам исто Диди, јас му го свирам со трубата на неговиот
албум. Велиов на 25 мај го прослави својот 64-ти роден ден и рече дека му се оствари желбата филмот да биде прикажан и во Кочани, бидејќи досега е прикажан во неколку градови и држави во светот. Неисполнета желба му е по примерот на други познати музичари и тој да добие награда за значајни устварувања за градот Кочани. Прикажувањето на филмот се реализираше со средства од програмата за култура на општина Кочани по иницијатива на кочанските уметници Ристе Ѓоргиев и Орхан Ќамилов, а во соработка со Центарот за култура Бели Мугри и ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Комуналното јавно предпријатие Водовод и годинава ќе користи природен препарат со кој се интервенира во спречувањето пожари на градската депонија. По завршувањето на тендерската постапка склучен е договор за набавка на над 1000 литри од препаратот, што чини околу 20.000 евра. Комуналното предпријатие Водовод склучи договор за набавка на над 1000 литри течен препарат произведен на органска основа, со кој ќе се интервенира против самозапалувањето на отпадот на градската депонија. Се работи за супстанца што е добиена како екстракт од два вида темни морски алги, а која е еколошки прифатлива и не ја загадува почвата и подземните води. Со нејзина соодветна примена се спречува горењето на метанот што се создава при разложувањето на органските отпадни материи на депонијата. Користењето на препаратот во текот на минатата година покажало висока ефикасност при спречувањето на горењето на отпадот. Густите облаци чад веќе ги нема или се сведени на минимум, со што драстично е намалено аерозагадувањето. Од предпријатието истакнаа дека оваа постапка е позната во другите земји, а кај нас почна да се применува од пред 2 години и со неа ќе продолжи и во иднина, се до изградбата на современата регионална депонија кај Свети Николе. За набавката на екстрактот од морски алги, комуналното предпријатие Водовод вложи 1.200.000 денари од сопствената сметка. Третирањето на депонијата ќе се врши сукцесивно според потребите на терен. Користењето на препаратот почна по реакциите во јавноста и протестите на граѓаните против горењето на депонијата кај селото Бели, што предизвикуваше загадување на воздухот и на животната средина. На западната страна на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани отворена изложбата Портрети на учениците од училиштето за цртање и сликање што работи под националната установа. Изложени се 31 дело изработени од 18 ученици. Портрети е насловот на изложбата која што беше отворена на западниот дел на Центарот за култура Бели Мугри. Делата се работени од страна на учениците од училиштето за цртање и сликање при националната установа. На изложбата се изложени 31 дело изработени од 18 ученици под менторство на Александра Димитрова, стручен соработник за визуелни уметности, архитектура и дизајн. Денес на Западно плато при Центар за култура Бели Мугри е изложена изложбата која што беше предвидена да се одржи по повод Светскиот ден на уметноста 15 април, но бидејќи со донесените протоколи од влада истата изложба беше одложена и еве денес ја отвараме пред јавноста. Станува збор за изложба која што е насловена Портрети. Портрети изработени во молив техника, студии на учениците од училиштето за цртање и сликање. Една од темите која што веќе успешно се заврши. Овде се изложени вкупно 31 цртеж на кои се гледаат доста сериозни цртежи, односно студиозни. Самиот цртеж доста психолошки говори за личноста и за оној кој што твори, па така и самите ученици може многу добро да се види на самите цртежи дека сакајки или не сакајки се отсликуваат себе си, односно своји карактеристики црти на своите ликови ги манифестираат на цртежите. Со цртање на автопортрет, цртање на своји блиски драги личности и цртање по репродукција, односно од познати мајстори. Димитрова истакна дека училиштето со мали прекини продолжува да работи и е отворено за зачленување на нови членови. Аз сум Јана Илиевска и сум ученик во училиштето за цртање и сликање и учествував во изложбата за портрети. Нацртав 2 портрета од познати личности, Джокер и Пост Малон.
Изложбата ќе биде поставена во Центарот за култура Бели Мугри во следните 2 недели. На отворањето беа запазени сите мерки за заштита од коронавирусот. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани за викендов организираат искачување на врвот Солунска глава. По волните временски услови се очекува да овозможат успешно реализирање на маршот, што е дел од годишната програма за работа. Кочанските планинари, членови на планинарскиот спортски клуб Осогово, викендов ќе учествуваат на марш по планината Јакупица и искачување на низините 2 највисоки врва. Активноста е дел од годишната програма и зацртаниот план за работа на планинарскиот клуб, кој е еден од најактивните во државата. Главна цел на маршот е врвот Солунска глава, кој со своите 2540 метри е во групата на повисоки и поатрактивни планински врвови во нашата земја. Дополнително ќе следи и искачување на врвот Голема Даутица на височина од 2525 метри. Освојувањето на двата врва е планирано да се реализира в сабота, а за внедела ќе се реализираат полесни активности, односно посета на водопадите и изворите на реката Бабуна. Всушност, акцијата ќе биде еднодневна или дводневна во зависност од временските можности на учесниците, а ноќевањето е планирано во планинарскиот дом Чеплес на височина од 1450 метри. Од почетокот на оваа година кочанските планинари имаа повеќе активности, а последната беше минатиот викенд со учество на третиот меморијал на Кожув во чест на доктор Петков Ѓорги, кој почина во пазувите на Монт Еверест. Планинарскиот клуб Кожув од Гевгелија, кој беше домакин, организираше акција за искачување на врвот Мала Рупа. Вон на агендата на организаторот, сите членови од планинарскиот клуб Осогово се искачија уште на 3 врва на планината Кожув. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.